ова издание. Колкав е бројот на граѓани кои чекаат трансплантација на срце во Македонија. Вашингтон почна да се отвара. Дел од музеите реновирани, а се закажуваат и изложби. Пацифичката држава Вануату со над 80 острови. Нема ковид, но туризмот сепак пропаѓа. Ке слушнете повеќе. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Newsflash на гласот на Америка на македонски. Околу 30 граѓани чекаат ред за трансплантација на срце во Македонија. Еден од нив е 36 годишниот Васко Јолески од Струга. Со гласот на Америка тој сподели ништо поминува секој ден, како и за надежта да добие ново срце. Мики Трајковски за ова. На 36 годишниот Васко Јолески од Струга во 2011 година му била диагностицирана срцева слабост. Чекајќи да дојде на ред за трансплантација на срце, веќе една година живее живот со помош на така наречена механичка потпора, исто како уште 20 на други граѓани. Ова младо момче вели дека и покрај се обидува да има квалитетен живот. Ова што јас го носам на себе е минијатурна пумпа вградена на самото срце, на левата комора од срцето, бидејќи е премногу заслабната. Таја е превзема работата за циркулација на крвта и го растеретува на срцето, за да може срцето да заздравува, односно одмара. Има случај, објаснува Васко, кога срцето на пациентот заздравува, пошто се отстранува механичкиот уред, а тој продолжува да функционира нормално. Но проблем е во Македонија што досега трансплантација на срце било табу тема. Не се разговарало. Се побудуваат кај луѓето и разни предрасуди, разни контроверзии. Поистоветуваат во држава органодарителството со црн бизнис што нема врска. Сепак земјава испишува историја во овој дел, затоа што за само една година се случија 2 трансплантации на срце. Последната пред 10 дена, кога кај 22 годишно момче зачука ново донирано срце, а фотографијата на која лекарите се поклонуваат на младата девојка, чие семејство одлучи да ги донира нејзините органи, предизвика позитивни реакции. Во тимот лекари беше и кардиохирургот од Охрид Маријан Шокаровски. Искуството беше единствено, да кажам, возбудата беше голема. Мене ми е навистина задоволство ако придонесовме барем и малку да го вратиме оптимизмот и да донесиме среќа на македонските граѓани. Во однос на органодарителството смета дека е потребно да се работи на подигање на јавната свест, бидејќи побарувачката на органи во светот е огромна, а понудата многу мала. Кај моментот на мозочна смрт е уствари вистинска смрт. Во тие моменти телото е живо, се уште, меѓутоа мозокот не функционира. Кога е тој мртов, на органите им преостанува уште многу малку време за да по автоматизам работа. Во тие моменти фактички треба да се одлучи дали треба и дали може да се даде органот. Државата може би требало да воведи некои така наречени привилегии за луѓето кои што потенцијално би донирале орган или за семејствата на оние кои што донирале од починат донор. Според Министерството за здравство, 30 на граѓани од најразлична возраст чекаат трансплантација на срце, а кои се дел од националниот регистар кој се апдейтирал на неколку месеци. Но Шокаровски вели дека бројот на луѓе на кои им треба ново срце е многу поголем. Според него, околу 1% од македонското население има некаков вид на срцева слабост. За помеѓу 5 и 10% единствено решение било или трансплантација или вградување на механичка поддршка. Од Националното здружение Храбро срце неодамна ја стартуваа кампањата Дарувај орган, спаси живот, која ја поддржаа личности од општествениот и политичкиот живот, помеѓу кои и премиерот Заев и лидерот на опозицијата Мицковски. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Над 30% од граѓаните во САД се целосно вакцинирани против COVID-19 според податоците на Универзитетот Џонс Хопкинс. Главниот град Вашингтон веќе почна да се отвара. Гласот на Америка го посети Музеот за архитектура. Откако беше затворен 16 месеци поради реновирање, но и поради пандемијата, Националниот музеј за архитектура и градежништво повторно се отвори со нов изглед и поставки. Отворени бевме само еден викенд со ограничени часови и денови и беше преполно.
За да го прослави своето отворање, музеот започна со две нови изложби. Една е посветена на организацијата која создава проекти за помош во борбата против болести како што се туберкулоза, колера и ебола. Со отварањето на повеќе дизајнирани здравствени центри се намалува ризикот од пренесување на болести. Дел од дизајнот е подобар проток на воздух, вентилација и сончева светлина. Втората изложба е меморијален проект во чест на жртвите на насилство со оружје во САД, создаден од истата организација во соработка со уметникот Хенк Вилис Томас и фондацијата Секој град во заштита од оружје, најголемата непрофитна кампања против насилството со оружје во Америка. 58% од американската популација е директно погодена од насилството со оружје. Сметаме дека со концептот на спомен обележјето соодветно се одбележуваат изгубените животи. Спомен одбележјето се состои од 4 куки, секоја направена од 700 стаклени блокови во чест на животот на оние кои починале од насилство со оружје. The glass house. Стаклената куќа ја представува Америка. Често сме фокусирани на другите земји, но не сме навистина свесни за ранливоста на сопственото општество. Според податоците на архивата за насилство со оружје во 2020 година, со насилство од оружје убиени се близу 20.000 американци, додека други 24.000 починале во самоубиство со пиштол. Изложбата ќе биде отворена до 25 септември 2022 година и е бесплатна за посетителите. А во светот, пацифичката држава Вануату има регистрирано само неколку случаи на COVID-19, но бидејќи нема туристи, економски пропаѓа. Вануату имаше среќа од ги затворивме границите уште на самиот почеток. Нема ниту еден случај на ширење на вирусот во заедницата, иако 3 лица покажале позитивен тест додека биле во карантин. Пораката што оваа мала држава сака да испрати во светот е сериозно да се свати фактот што таа нема случаи на ковид. Со ограничен број тестови на располагање, Вануату го користи методот на заедничко тестирање на новодојдените, за да заштеди ресурси. Имаме многу добар систем на мониторинг и карантин во Вануату, што ни овозможува брзо следење на вирусот. Тоа што нема ковид на овие острови не значи дека Вануату не е погодена. Доминантниот туристички сектор изгубил 70% од работните места. 60% од економијата зависи директно или индиректно од туризмот, така што затворањето на границите не остави без туристи за само неколку дена. Макс Алон Сариел ја затворил туристичката компанија кога биле затворени границите. Тој сега му помага на друг турооператор да го продаде тоа што го поседува. Во моментов завршуваме со продавање на сите автомобили. Вакцината е единствено решение на кое се надеваме. Снабдување вакцини е најголем предизвик со кој се соочува владата. Грек вели дека дистрибуцијата на вакцини низ повеќе од 80 острови ќе биде екстремно тешка операција. Ако бидеме вакцинирани и добиеме помош од нашите развиени партнери, лекари и медицински персонал, ако дојдат да ни помогнат, тогаш ќе го постигнеме тоа. Во спротивно ќе биде многу тешко. Додека животот во Вануату продолжува без COVID-19, недостигот на туристички работни места принуди илјадници да се обидат во соседните држави, Австралија и Нов Зеланд да најдат работа. Меѓу нив е и 23-годишниот Елиша Лолој. Сакам да отидам во Австралија бидејќи во Вануату е многу тешко. Се затвора. Морам да заработам за семејството. За да ја спаси економијата, Вануату треба да ги вакцинира жителите. Досега во државата нема пристигнато ниту една доза вакцина, иако владата се надева дека ќе ја почне имунизацијата до јуни. Благодарам на вниманието. Пријатно до утре.